Поезијата е добар начин, внатрешни чувства, поетот да ги подели со читателите. Така и во книгата «Од длабочината на срцето до болката на душата» поетесата Милица Чонтева ги пренесе своји чувства кои ги криела во себе. Промоцијата на книгата се одржа во седиштето на Сдруженијето на македонското малцинство Македонија пред голем број посетители. Но, за жал, без авторката на книгата, која поради болеста не можеше да и се представи на публиката. Ја замени нејзината ќерка Анита Радовановиќ. Првиот контакт со уметноста го стварува како актерка на Велешкиот театар Јордан Константинов Џинот и за своите успешни актерски креации бидува наградувана. Така и настанува нејзината втора голема љубов, да кажам, пишување кон разни за песни, поезија и пишување исто со многу голема емоција, што самиот наслов на книгата го носи името «Од длабочината на душата». Убаво е кога лепезата на книги на македонски јазик се збогатува со нови автори, кога македонскиот јазик и писмото се негуваат и чуваат на овие простори. Затоа и не зачудува дека издавањето на оваа збирка на поезија на македонски јазик е потпомогнато од Покраинскиот секретаријат за управа прописи и национални малцинства. Но иако добиеле средства биле мали и недоволни за реализација на еден сериозен културен проект, сепак членовите на Сдруженијето Македонија од Нови Сад на промоцијата организира и мала етноизложба на македонски носи, ракотворби и национални јадења. Нашите носи, македонските носи се многу од постари времена, некои преминуваат и преку 100-150 години. Тука имаме носи од Мариоскиот крај, имаме носи од Прилепскиот крај, имаме носи од Струшкиот крај. Тука се и рачните работи, да речеме чаршавите од челопек, челопеските чаршави, плетените работи, исто се наша традиција, што и нашите баби работеле, нашите мајки, тоа преминало и на нас. Али сегашните млади генерации тоа веќе не го прихваќаат, али ние се уште одработуваме по нешто. А што се односи до носиите, тие се многу тешко работени, али нашите мајки, нашите баби тоа го работеле со задоволство, додека ние сега тоа само го промоциуваме, ние тоа не го работиме. А што се однесува до јадењето, пак да повториме кои се традиционални македонски јадења? Па еве вака, што се однесува до јадењата, јас еве како на пример и ден денеска си ја имам очувано традицијата на готвење на македонските јадења. Наши македонски јадења вечервава се само еден дел од македонските јадења представени. Тоа се на пример ширдените, турли тавата, гравче на тавче, разни кифли, пецива, кадајв, араванија и така натаму и така натаму. И на вистина, вредни раце на нашите домаќинки од Нови Сад сготвеле речиси се што ја одбележува македонската национална кујна. Од разни пити, кифлички, ширдени, тавче, гравче, до разни сладки, во чиј секој залаг, верувајте, гостите уживаат. И оваа средба, вообичаено за нашите македонци, ја завршија со песни и ора од родниот крај.